Добар ден, следува информативниот блок на Слободен печат. Еве што ни носи овој ден. Ке дојде и тој ден. Америка и Иран ќе го потпишат договорот за крај на војната на 19 јуни во Швајцарија. Американски и ирански представници соопштија дека постигнале рамковен договор за завршување на војната, укинување на американската блокада на Иран и за повторно отворање на Ормунскиот теснец. Од Израел засега нема официјална реакција на договорот, а земјата претходно соопшти дека не е дел од американско-иранските разговори. Стефчо Јакимовски сам отишол во суд да си ја земе пресудата. Бара одложување на затворската казна. Пожарот што изби во атарот на селото Долани, општина Штип, е изгаснат. Во гаснењето на огнената стихија бил ангажиран и авион на Дирекцијата за заштита и спасување и полицијата Штип, а при тоа помагал и локалец, кој тврди дека пожарот бил подметнат од две непознати лица кои побегнале. Горивата од полноќ поскапуваат од половина динар до 2 динари, а од следната недела ќе точиме поевтини горива, најави премиерот Христијан Мицкоски. Денеска е мега понеделник за проширување на Европската Унија, што би рекла Марта Кос. Денеска во Луксембург се отвора првиот кластер од пристапните преговори со Украина и со Молдавија. Но корупцијата, слабите институции и притисокот од Москва остануваат сериозна пречка на нивниот европски пат. Повеќе за ова во текстот на Хари Кацановски, насловен Украина и Молдавија имаат проблеми во своите куќи. Кај нив опозицијата не работи против своите граѓани и против својата влада. Не ја кодоши сопствената влада и не работи за интересите на туги влади кои имаат поинакви интереси, како што е случајот кај нас, вели премиерот Христијан Мицкоски. Споредбите на Мицкоски со Украина и Молдавија се ефтин обид да го прекине сопствениот неуспех и страф од Европската Унија, возвраќаат од СДСМ. Македонците во Бугарија бараат права, не сожалување. Декларацијата на Европската слободна алијанса повторно го врати на маса прашањето што Софија најчесто го турка настрана, положбата на македонците во Бугарија и неспроведените пресуди од Судот за човекови права во Страсбур. Во документот се бара Бугарија да се извини за злосторствата врз македонците и да ги признае нивните права како малцинство. Судот ќе му испрати покана на премиерот Христијан Мицкоски за на 9 октомври да биде сослушан како странка во постапката за тужбата што ја поднесе сега веќе поранешната јавна обвинителка Ленча Ристоска за клевета и навреда против владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ за соопштението во кое Ристоска беше наречена испостава на СДС и ДУИ, човек без отсуство на срам. Македонец кој летувал во Неипори за малку ќе се удавел додека се капел во морето. Туристот на возраст од 70 години изгубил свест во водата додека пливал. За среќа спасувачот бргу го забележал и влегол во морето и го извлекол. Човекот е во добра здравствена состојба. Потешката поморска несреќа што вчера се случи во водите меѓу хрватските острови Шолта и Брач, во која загинаа 4 луѓе. Нуркачи ја пронајдоа потонатата едрилица што се судри со бродот. Во едрилицата го најдоа и телото на четвртата жртва од несреќата. Ке следува сложена операција за извлекување на телото од потонатата едрилица, а државното обвинителство ќе издаде налог за вадење на едрилицата од длабочина поголема од 50 метри. Голем е отпорот на здравствените работници околу идејата на министерот за здравство Азир Алиу да воведе систем за евиденција на работното време со отпечаток од прст. Лекарите не сакаат да се евидентираат со така наречениот фингерпринт, а дел од нив ни потврдија дека доколку во нивната клиника се имплементира ваков начин на контрола на работното време, тогаш предлогот ќе го оспорат пред Уставниот суд. Темата е на Мирослава Симоновска. Ужасна сцена од Тетово. Прилепчанка вчера беше уапсана, откако очевидци ја виделе како го тепа и го удира своето 3-месечно бебе на асфалт во Тетово. А сега ќе ве прашам, како се чувствувате кога плаќате со 2000 дарка? Колку пати ви било незгодно?
Многумина за нашиот медиум велат дека продавачите ги гледаат како непријатели. Вртат по касата, вообичаено коментираат зарем немате поситно и на крај често пати велат дека немаат пари да ви вратат, па вие го враќате производот. Една наша сограѓанка го раскажа своето патешествие со 2000-дарката, а разговаравме и со таксистите кои често кубурат со ситно. Од Народната банка во изјава за Слободен печат велат дека во моментов нема планови за повлекување на овој апоен. Во оптек се наоѓаат 20 милиони парчиња од апоенот од 2000 денари. Деталите се во текстот на Весна Дамчевска. Бран руски напади врз Украина утринава усмрти најмалку 9 луѓе и повреди неколку други, при што во Киев се запали голем верски објект. Меѓу загинатите има и едногодишно дете. Властите соопштија дека е предизвикана значителна штета на манастир на Пештерите. Огромен комплекс од манастири и цркви изграден од 11 до 19 век. Некои од црквите во овој локалитет кој е под заштита на УНЕСКО се поврзани со лавиринтот Пештери долг над 600 метри. Франција го осуди рускиот напад на катедралата во Киев, како да сте го бомбардирале Нотр-Дам. Остануваме во Украина. Снимка од инцидент кој наводно се случил неделава на улиците во Украина се прошири на социјалните мрежи. На видеото се гледа како млад човек напаѓа и брутално нокаутира офицери за регрутација кои претходно наводно на улица запреле друг човек со намера да го мобилизираат во војната против Русија. Според официјални бројки, во конфликтот досега загинале преку 50.000 украински војници. Полицијата во Женева приведе над 20 мина на протест против Г7. Околу 20.000 луѓе се собраа на марш кој првично бил мирен, но подоцна демонстрантите почнале да таргетираат, како што ги опишаа, символи на капитализмот и мултикултурализмот, меѓу кои Тесла, Канцеларија на Обединетите нации и една банка. Демонстрантите биле забележани како фрлаат со камења кон полицијата, а некои користеле и пиротехника. Судирите продолжиле и по издавањето наредба за растурање на протестот. Велика Британија ги забранува социјалните мрежи за деца под 16 години. Секоја чест за спортската култура. Треба да се огледаме на јапонските навивачи. По завршувањето на надпреварот со Холандија на стадионот во Далас, трибините беа преполни со отпад, празни чаши, пакувања од храна и други остатоци. Наместо веднаш да се заминат, јапонските навивачи останаа на своите места и го собраа ѓубрето пред да го напуштат стадионот. Дали некогаш сте помислиле дека можете официјално да се венчате и да го кажете судбоносното да под вода? Фасцинантно. Ова се случи во водите на Јадранот во Хрватска. Мелиса и Мартин од Австрија имаа подводна венчавка. Нивната љубов кон нуркањето е причина зошто веќе 5-та година поред го посетуваат туркарчкиот центар Мјухурик во Селце. Таму ја запознале својата матичарка, исто така страстна нуркачка. Таа им предложила подводна венчавка. Ви благодарам на довербата. Повеќе информации ќе најдете на slobodnpečat.mk. Се читаме.